Добри ден во студио за моите гости Рената Дисковска, СДСМ, Петар Арсовски, пиар експерт. Одме прво со аболицијата, со председателот Иванов. Се очекува да ги укине и преостанатите 20, само 22 беа укинати случаи, аболицирани лица, со однесува на политичари. Смитате дека тој ќе биде преголем притисокот, од странскиот фактор се разбира, и дека тој ќе се согласи на таков потек? Јас искрено мислам дека целата оваа решамонијада што направија околу овие измени на законот со кои што наводно се дава можност Ѓорѓи Иванов да ги повлекува, односно да ги поништува аболициите, всушност значеше само купување на време од страна на ВМРО-ДПМН. Во таа игра Дуи прифати да биде соучесник, бидејќи тие се соучесници цело време во нивните нечисти работи со ВМРО-ДПМН и практично создадоа една ситуација во која што сега Ѓорѓи Иванов почна да повлекува аболиции, повлече 22 аболиции и тоа според него на истакнати политичари. Значи ги повлече аболициите на луѓе кои што се во улога на наредбодатели или се на врвот на таа пирамида која што ја тера специјалното обвинителство и треба да оди пред судовите. Со тоа практично не воспостави селективност на правдата. Тој потенцира и прави целосна неправда. Заради тоа што пирамидата, за да дојдете вие до врвот на пирамидата, треба да поминете преку извршителите. Кога вас ви се аболирани и се чувствуваат заштитени оние кои што се извршители, тешко е или некогаш во некој случај дури невозможно ќе биде да го докажете криминалот на оние кои што се на врвот на пирамидата. Практично ова беше само еден тактички чекор, наводно тој повлече нешто и тоа јасно е дека под притисок и на меѓународниот фактор и на нивните коалициони партнери кои што им се во сега во владината коалиција, но работата не ја дозаврши до крај дури и да отиде понатаму со повлекување на сите аболиции, бидејќи гледаме дека притисокот е голем. Имаме закана за санкции, цело време постојано слушаме дека аболициите мора да се повлечат, дека 56 од 56 е само решение, не е решение половично или помалку дури од половина. Секогаш ќе остане еден дамаклов меч да виси врз поништувањето на аболициите. Заради тоа што секогаш може да не се јави некој адвокат, минатиот пат беше од Охрид, сега може ќе биде од Струга, од Кичево или од некој друг град, што ќе покрене постапка пред Уставниот суд и да ја оспори неуставноста, односно уставноста на одредбите на новиот закон за кој што даде можност да се повлекуваат поништувањата. И тоа значи дека ние сега во еден момент ќе сознадеме привид дека се повлечени аболициите, ќе почнат органите да делуваат специјалното обвинителство, ќе почнат да се водат судски постапки и секогаш стои опасноста дека во еден критичен момент кој ќе дојдат постапките до некоја фаза, ќе дојде до рушење на целиот систем заради тоа што Уставен суд ќе ги поништи одредбите за повлекувањето, односно за поништувањето на аболиции. Ајде, Арсовски, како да се избегне тогаш обструирање на правдата, како што вели Дисковска? Јас на аболицијата гледам повеќе како на символ на желбата на нашето општество и на меѓународната заедница и тие што ни се пријатели да обезбедиме некакво владење на правото. Бидејќи вие ако не обезбедите целосно владење на правото, ни аболицијата не може, ни укинувањето на аболицијата не може да обезбеди прогон за оние кои биле вклучени во криминал. Бидејќи секогаш ќе имате бекап план од властодржците во смисла на Уставен суд, во смисла на Врховен суд, во смисла на судовите кои ќе избегнат притвор, ќе ги заташкаат предметите и така натаму. Значи мислам дека е потребен малку по-холистички пристап во смисла на тоа што можеме да направиме по ова прашање сега. Аболицијата е само символ на политичката волја која е во основа неопходниот услов. Власта во моментот ги тргна рацете од судството и обезбеди некакво владење на правото. На кој начин тоа да се стори? За решение. Мора да одлучат дека веќе нема да се мешаат. Како ќе одлучат? Како ќе ги натерат? Не знам, можеби во хороскоп ќе им се сони или некој ќе им се јави и така натаму и така натаму. Немате решение, не знаете како може да бидат приморани. Едно од решенијата е да ескалираат граѓанските протести. Добро. Јас мислам дека притисокот и на меѓународната заедница и на јавноста во Македонија мора да ескалира.
мислам дека овие половични решенија, мислам на двете тука, нема да донесат до ситуација во која власта сериозно ќе се замисли за тоа дали нејзината позиција е одржлива на среден рок. Добро. Гледаме дека едниот состанок за разговор за санкциите се одложи. Гледаме дека граѓанските протести еве денес се најавува некаква нова форма, но дека тие влегоа во една условно речено да не биде погрешно сватен рутина. Со ваква меѓународна заедница, со еден телефон неделно и вакви протести закажани во 6 кои се растураат сами во 8, оваа власт може да тера 150 години. Да, бескрајно. Нешто мора да се промени. Што може да се случи? Што може да се промени? Овие протести се веќе бескрајни, еве новата форма на денешната нова форма и веројатно и понатаму ќе се оди со тоа блокирање на раскрсници, но не може да биде решение. Во пакет секако дека би бил притисокот на меѓународната заедница. Таа прилично пасивно делува, вербално се заканува, да го наречам тоа закана, повеќе советува дека кои би требало да бидат постапките, но на тоа се сведува. Значи, ние прво како граѓани на Република Македонија не можеме да очекуваме ситуацијата целосно да ни ја реши меѓународната заедница. Но исто така мора да признаеме дека досега меѓународната заедница прилично активно е инволвирана во процесот на Македонија. Ние никогаш досега во политичката криза не сме виделе толка во присуство на меѓународната заедница. Еве јас, например, имав можност да учествувам во тој фамозен извештај од 24 декември. Имаше посредник на меѓународната заедница и во таа криза, но ние видовме дека јас барем можам да направам разлика меѓу нивното учество тогаш и нивното учество денес. А и тоа за мене беше фрапантен чин на упад во еден парламентарен систем. Целиот овој процес што се води, ние практично меѓународната заедница, ако се сеќавате со извештајот на Прибе, ги наслика причините за политичката криза. И сега, они ви сликаат дека причина за политичка криза вие сериозни злоупотреби на власта, криминал, корупција, значи се она што значи дека треба да биде абсолвирано прво за да имате решение. И сега на таква силна порака, на еден силен граѓански револт, на заедничко воспоставување на специјално јавно обвинителство, значи тоа се договори со консензус, тоа произлезе од Пржинскиот договор со активно учество на меѓународната заедница. Јас ви посветувам, они носеа и експерти кои што слика како треба да изгледа едно специјално јавно обвинителство, кои надлежности правеа презентации, значи сериозни луѓе со сериозна експертиза дојдоа за да ги постават темелите на тоа специјално јавно обвинителство. И сега се постави една институција која што почна да функционира, бидејќи за жал многу од другите институции не функционираат во Република Македонија. Одеднаш гледаме од власта блокирање на тие институции. И тоа нивните причини се најсебични, најлукративни, заради тоа што кај нив, мислам дека никој нема дилема, личниот интерес е секогаш пред државниот интерес. Они така постапуваат, за да се заштитат себе си, спремни се да ја втурнат Македонија во санкции. Санкциите спрема политичарите нема секогаш да завршат само на политичарите и државата ќе има некакви реперкусии од тие нивни санкции. Добро. Така што ние како граѓани треба поактивно да се вклучиме во она што значи граѓански револт. Она што беше протести кои што има огромна масовност. Значи јас лично мислам дека мнозинството граѓани се разочарани, се гневни и бесни на оваа власт, дека не ја поддржуваат оваа власт. Таа отсуство на поддршка постои и кај членови на ВМРО-ДПМН и тие се свесни дека веќе стануваат жртви на нивната врхушка. Добро. Но она што значи артикулирање на граѓанскиот револт, значи секогаш треба да мерите до кој степен одите вие како граѓани, докаде ќе добиете поддршка од меѓународната заедница, бидејќи во оваа битка нити може да е меѓународната заедница сама, но ниту можеме ние како граѓани да бидеме сами. Да бидат. Добро, има неколку методи во неколку елементи околу кои се однесуваат на протести, на граѓанска непослушност. Значи, масовноста е проблематична во Македонија. Не е секогаш масовноста мерило за успехот на граѓанскиот револт. Значи има повеќе теории за тоа како се организираат протести, но јас би се навратил на една претходна ситуација, а тоа е, знаете како, ние сме ставени во една ситуација во која по извештајот на Прибе и по Пржинскиот договор, ние цело време преговараме за реалност која Груевски ја создава. Значи Груевски ќе направи аболиција и сега и тоа е на маса
Но за преговори. во исто време и тоа е на маса. И Така Груевски е на маса. И Груевски е на маса, но и проблемот кој така. го Јас мислам дека направи. мора да се смени пристапот, затоа мислам дека пристапот на меѓународната заедница малку е погрешен, бидејќи тие преговараат за секој потез на Груевски како да е најлегитимен потез. Тој утре би можел да го укине СЈО на Уставен суд. Би можел да го укине повлекувањето на аболицијата, вака анблок на Уставен суд. И за таа ли нова реалност ја преговараме? Јас не го спорам не спорам дека таа слика е вистината и дека таа содржина е таа, но мислам дека пристапот мора да се смени радикално. Бидејќи мислам дека Груевски во ракавот има бесконечно многу сопки на овој процес кој може да ги направи или да ги постеле на кои ние би можеле да се сопнеме, и дека ние вака со ваков пристап никогаш нема да дојдеме во ситуација во која реално ќе обезбедиме владење на право или прогон на оние кои се недостаток на импюнити што велат во извештајот на Привред. Тоа што се однесува до пристапот на меѓународната, до пристапот на граѓанскиот револт. Видете, јас сум застапник на тезата дека граѓански револт мора да ескалира не во смисла на насилство и така натаму, но дека мора да направи сериозен блок во нормалното функционирање на системот. Граѓански револт кој доаѓа и си оди, а при тоа се друго функционира нормално, нема капацитет да го натера системот да се погледне самиот себе си. Значи мора да има хумор, масовноста дури не е ни толку важна, но мора да бидат како да ви кажам, мора да бидат малку порадикални. Како со Тања Каракамишева, тие герилски акции се поинтересни и потоа блокирање раскрсници е секако нешто што е дополнителна ескалација на тој протест и во оваа смисла би се покажало поефикасно, бидејќи мора запчаниците на системот да ставите клин. Точно е дека луѓето ќе поделат нервозата и кај тие кои протестираат и кај тие против кои се протестира, но на крај вие немате избор. Вие сте ставени во една ситуација во која власта тотално го игнорира граѓанскиот глас и вие не можете на тоа да кажете па добро, сега ние дојдовме, кажавме што имаме и си одиме дома. Не е тоа избор за граѓански активизам. Мислите креативноста дека ќе помогне во не само креативноста, во блокирање на системот, така е, владеачите, институции, раскрсници, не знам што сега да не направиме постојат повеќе теории во тоа. И мислам дека тоа мора да води кон некаква разрешница. Вакви бесконечни протести кои реално целта не ја знаеме или целта е некаде премногу далеку, не може да вредат многу со плод. И сега ќе видиме што ќе се случи кај овие невладни граѓански организации кои се вклучени. Дали тоа ќе се хомогенизира во некакво движење, дали тоа ќе се распадне како со многу други работи досега ќе видиме. Добро. Протестите не ескалира, но сепак можеме да видиме како беа повикувани на информативен разговор клучните луѓе во протестите, иако власта вели дека клучните луѓе се Заев, Шекеринска, вие, односно врвот на СДСМ, гледаме дека има репресија всушност од власта. Сметате, токму заради тоа инсистирате на ненасилство на протестите, иако пак некои аналитичари и експерти сметаат дека и црните сценарија треба да се земат во предвид, да влезат. Не, јас не исклучувам ни едно сценарио. Значи, ова што власта го прави во изминатиот период спрема луѓето кои што протестираат е скандал пар екселанс. Значи, да повикувате на информативни разговори заради протест, или пак да изрекувате казни не заради протест, заради боење на тоа, ако им ги видите поканите, ги викаат заради учество во протест. Добро, мислам тоа е скандалозно. Го прецизираат делото. Да, ама не можам да ги вика заради тоа. Или вчера слушнавме и прочитавме дека возачот на комбето на шарената револуција Министерството за внатрешни работи му поднела кривична пријава. И тоа е скандал пар екселанс. Што е најдено во неговото возило? Најдени се поликолор бои, најдени се играчки. Нема ли основ? Апсолутно за нема основ. Но тоа е оружјето на шарената револуција. Тие потоа ги шараат објектите кои се државни или пак се со културно наследство заштитени. Како културно наследство заштитени. Тие што ги видовте неотпакувани играчки и други работи не се никаков доказан материјал за учество на тој човек или по било што. Настрана што не се кривични дела тие активности што се преземаат од страна на шарената револуција. Значи не може тие што фрлаат прво ги повикувате парадоксално. Јас и тоа мислам дека не е во ред. Ги повикуваат на информативни разговори и им даваат прекршочни пријави. Тој што го вози комбето
стегаат кривична пријава. Значи, тоа се парадоксални ситуации кои што се превземаат мерки. Не разбирам, не може да биде поврзано комбето, возењето на комбето, материјалот кривично односно дело е оружјето. по кој кривичен закон и по кој закон, по кој член е кривично дело возење на боја А и не на... вози потоа Ама тој шарините. вози, он ништо не пре, он вози. Да, но го вози оружјето, со кое шарините револуционери подоцна ги бојат фасадите и Оружје се објектите. оние пластичните детски играчки што беа. Значи Добро, нема ги кривичен закон, знаете што? бојат објектите кои се државни. Значи, апсолутно на секој прашање Мислите дека не може да се поврзат? Нема кривична постапка. И ова инсистирање на тоа дека тој возел нешто и е фатен со тоа ме потсетува на оној вид со тој што ловел риба и што го казнил полицаецот заради тоа што усвари тој стоел на кај езерото со трска. Кога го казниле зошто носиш трска, забранете риболов, таа рекла јас тебе сега ќе те силувам, ќе те тужам за силување, па и ти носиш алат, па не ме силуваше. Значи тоа е тоа. Нема никаква постапка или врзување меѓу тоа што е. Ова се парадоксални ситуации. Јас навистина не можам да замислам кои се тие правници со таква неверојатно злобна креативност да измислуваат кривични дела за возење на поликолор и на вакво пластични играчки детски. Понатаму, измислуваат кривични дела како што беше она со пуч во кој што го видовме премиерот залегнат во фотелја, ужива, а лидерот на опозицијата во неговиот кабинет му се заканува. Мислам, тоа се стварно надвор од здрав разум дела кои што ги измислуваат. Околу насилните сценарија ви рековте дека не сте за крваво сценарио. Верувате дека со мирни протести може да се засрами Груевски и луѓето околу него? Малку е сива дефиницијата околу тоа што се тоа мирни протести. Мене воопшто не ми пречи фрлање боја кон институциите. Дури и јајца. Дури да се искраше некој прозорец, воопшто не ми пречи. Мислам дека границата би била напад на луѓе. Значи, конфронтација со полиција или конфронтација со некој обезбедување кој ги чува. Инаку, видите, институцијата е фиктивен абстракт. Таа е составена од луѓе кои работат внатре. Ние не можеме, инаку секако дека власта со репресија ќе се однесува кон тоа. Вие ако оставите дека тоа е притисокот кој може да го направиме, тие ќе размонтираат шарената револуција како беба звечко. Значи, не само што ти ги казнат или ти ги приведат на информативен разговор, и полоши мерки очекувам да направат. Се додека тоа не предизвикува апсолутна ескалација од страна на протестантите. Ако ние по апсењето на возачот имаме наместо 1000 луѓе, само 2000 луѓе, наместо 1000 луѓе, 10.000 луѓе на улица, не може да очекувате дека они многу ќе се потресат. Добро, што ќе се смени и да има 10.000 луѓе, или 100.000 луѓе, доколку би имало? Што ќе се смени? Тие на крајот на денот ќе заминат дома и со тоа ќе се стави крајот на протести тој ден. Прво не знаеме како ќе заменат и што ќе заменат. На крајот, дури и ништо не се смени. Мислам дека е наша граѓанска обврска да покажеме дека со овој начин на репресија не се согласуваме. Без оглед дали тоа тој ден ќе направи некаква конкретен потек или не. Мислам дека без некаков план за граѓанскиот активизам тешко е да се мобилизираат, да. Особено што има некакви клучни целни групи кои внатре не учествуваат. Ајде околу Груевски, тој сепак не е сосема поразен човек. Странскиот фактор се заканува предолго со наметнување на санкции, нему, неговото семејство, кога велам семејство, мислам на Сашо Мјалков, се разбира, па дури на неговото семејство. На фамилијата, да. Но ниту еден потек не е повлечен од страна на странците. Што чекаат всушност? Зависи што се дефинира под пораз. Јас лично мислам дека за него е голем личен пораз тоа што тој не е премиер од јануари оваа година. Значи човекот кој што 10 години уназад беше премиер. Емил Димитриев останува како статист. Сега тоа е таа парадоксална ситуација во која што за жал актуелниот премиер постојано го понижуваат, но и сега на дело ја гледаме ситуацијата на неодвојување на држава од партија. Значи по која логика министер за здравство го вика
Лидерот. својот партиски лидер и го шета во службени институции, значи официјални институции и го презентира. Тоа е чиста партитократија и она што го пишува, значи класичен, еклатантен пример на она што го пишува во извештаите на ОПС, дека имаме неодвојување на држава од партија или злоупотреба на државните институции од страна на партиски функционери. Значи, од тој дел не се повлече, ама сепак Груевски е сериозно поразен. Ако мислите дека поразот ќе биде завршување на кривичните постапки, целиот овој процес што почна преку формирање на специјалното обвинителство до денеска води натака, се разбира, и ние како граѓани треба да дадеме силна поддршка на оваа институција, но исто така треба да дадат и меѓународната заедница да може да си ја оствари работата до крај. Добро. Груевски е поканет во европските народни партии, заради тоа и велам дека не изгледа сосема поразен, иако имаше некои информации дека би можел да биде блокиран на граница, да не може да има пристап, дека би се плашел, дека во странство би можел да биде уапсен, но тоа не само што е поканет, него таму има да се изгушкаат како најсестрински партии во свет. Значи, знаете како, меѓународната заедница сепак функционира на база на прагматизам. И тие мислам, меѓународната заедница преговара со Warlords во Афганистан, под услов тие да имаат контролата на терен. Затоа мислам дека граѓанскиот протест мора да го освои теренот малку посериозно, ако сака да учествува како посериозен фактор во тие преговори. Бејќи секој пат компромисот ќе влече кон оној што е најсилен на масата. Во моментот тоа е Груевски. Ако разгледуваме судбината на процесов за враќање на нормалната ситуација во Македонија, таа зависи од неколку фактори. Првиот е меѓународната заедница и колку се тие подготвени да одат со некаков порадикален пристап, санкции, црни листи, блокирање на имот и така натаму и така натаму. Мислам дека за тоа нема во моментот некаков сериозен консензус, ниту пак истакнати земји од меѓународната заедница кои се подготвени на таков храбар чекор. Имате ли објаснување зошто? Мислам дека во Европската унија е тоа малку покомплициран процес и дека е блокиран од Добро, во Европската унија, но во Америка, зошто не би било? Зошто би било проблем? Прво, таму има Тоа говориме за Батлер, за поранешниот американски амбасадор, кој креираше црни листи на суди и делуваше, функционираше на некој начин. Во Соединетите американски држави тие црни листи се всушност на Department of Commerce. Не се на State Department. И тие излегуваат 2 пати годишно, за оваа година првата е веќе издадена. Така што мислам дека таму може да се очекува нешто конкретно годината. Апдетирање никакво. Апдетирање на Батлер не е најригорозниот беше пред тој преработуваше маси во Идризово. Значи, меѓународната заедница е прво. Второто е монолитноста на владеачките партии. Се додека тие успешно се додека нема некакви пребези или некакви заштитени сведоци, додека се задржува таа мантра и таа внатрешна кохезивност, не можеме да очекуваме брз преврат. Третото се граѓанските протести кои додека не ескалират и не направат притисок, па и на меѓународната заедница. Нешто побогу, поља волите да направи. Нели? За оваа ситуација исто така не можеме да. И четвртото е владењето на правото и деблокадата на СЈО, каде не е само аболицијата, туку и судовите, обезбедувањето на сведоци, обезбедувањето на форензика и така натаму и така. Во овие фактори јас гледам некаков напредок, но не доволен за брза разрешница на кризата, така што заклучокот дека Груевски е поразен во овој момент ми изгледа преуреден. Предолго Јас мислам дека малку ја надценувате улогата на Груевски во овој момент. Значи, ако гледате во изминатиот период, доаѓаме во ситуација во која што многу клучни одлуки веќе не зависат од Груевски. Значи, тој бетонираше термин на 24 април. Ништо од тоа. Бетонираше термин на 5 јуни. Дури се силеше до последно сам дека ќе оди и ќе прави Северна Кореја во Македонија на избори. И покрај тоа што Северната Кореја веќе имаме ние, ако гледате како политички систем, но тоа не му успеа. Значи, сваќате дека клучни одлуки што се случуваат во Македонија веќе не зависат од него. Но се однесуваат сепак само на избори и на негово повлекување од фотелјата. Имајте во вид дека тој силата во моментов ја црпи од заробените институции, не ја црпи од поддршката на граѓаните. Оние негови поддржувачи кои што се собираа да му дадат поддршка, веќе ги нема на улиците. Ама не сега се преместени во Европска комисија која ги поканува на легитимен разговор. На Европска унија, да. Значи, тој разговор легитимен или не се одржа. Значи,
И Заради тоа е Па мислам еден дека тип тоа е едно на- класично Не, не. политичко невоспитание. Ама тоа е еден тип на резултат на цврст став на граѓанските организации кои што одбијат да седнат со нив. И тоа е позитивен став, според мене. Значи, тоа се начини на кои што покажувате со кои имате можност да дебатирате и сакате да дебатирате, вие ниво за дебата, кој не. Значи, Согласувам. од тој аспект јас ги оправдам. Ама кога ќе ја направите цела таа ретроспектива, неговата поддршка е затоа што он се подпира на институции кои што ги контролира. Ама граѓаните му ги нема на улица да го поддржат. Он прави сега инциденти на протестите на шарената револуција со цел да испровоцира некаков проблем. Користи МВР, ВМРО, како си го вика, за да ги заплашува протестантите. Ама другите инструменти во смисла на граѓанска поддршка, јас сум сериозно убедена дека тој не ја има таа поддршка. Океј, но дозволете да бидеме разочарани во овој процес кој сакаме да биде малку побрз. Видите, во моментот салдото, ако го погледнеме, е дека и покрај оставките Груевски не е обезвластен. И покрај формирањето на специјалното јавно обвинителство, тоа не е функционално. И де факто, салдото од Пршенскиот договор во моментот е што опозицијата е вратена во собрание, а бомбите престанаа да се емитуваат. Друго салдо во моментот немаме. Тоа е причината за мојата разочараност и желба за некаков побрз пробив. И мислам дека не треба истовремено да се подценува влијанието на Груевски на терен. И влијанието на Груевски во меѓународната заедница помеѓу другото. Не сум сигурен дека имајќи ги предвид ова топло-ладно сценарио на меѓународната заедница, притисок па се повлекуваме, па 50 меѓународни представници, па овој специјален, па оној специјален и така натаму. Мислам дека е тоа вода во која Груевски плови најбрзо и мислам дека не треба да се опуштаме и дека треба во овој момент уште посилно да инсистираме на некакви посериозни промени, сите овие фактори за кои зборувам. Па добро, што е резултатот од Пршинскиот договор, веројатно ќе се цени некојаш и подолгорочно ќе може да го анализираме, Не зборувам за резултатот, зборувам за факт е сегашното дека салдо, да. се што беше обврска на опозицијата од Пршинскиот договор е исполнето. Тоа ме нервира, опозицијата ги исполни своите Резултатот од обврски. Пршинскиот договор е и специјалното јавно обвинителство. И покрај тоа што морам да признам дека на почетокот многу луѓе гледаа со скепса на формирањето на специјалното јавно обвинителство. А сега главните поддржувачи што излегуваат на улица ги носат маичките со специјално јавно обвинителство. Значи тоа е резултат кој што не смееме да го занемариме. Како резултат на Пршинскиот договор беа направени почетни реформи во изборниот процес, почетни, значи не се дозавршени, ама првпат имавме можност да видиме кој живее на нашите адреси, дали имаме фантом или немаме, значи некои процеси се отворија, така што не секогаш кога се во ситуација има за други земји велат дека има земји во кои што има мафија. За нашава земја странците најчесто викаат ова е мафија која што води Има држава. земја, така е. Тоа е проблемот. Сега вие се борите практично со институционализирана мафија и мора да сватиме сите дека тој процес не е ниту лесен, ниту брз, ниту едноставен. Добро, само едно не може да се открие од сето ова што го говорите. Кој е планот на СДСМ? Како да се делува понатаму? Најави некакви радикални мерки, Да, кои јас- не можеме да ги видиме на терен, воопшто не можеме да ги... Мислам дека тој ќе Предпоставиме, најави да, своји но- чекори, значи мислам дека прво Социјалдемократскиот сојуз остана доследен на она што значи принципиелност на определени ставови. Значи имавме ситуација во која што Социјалдемократскиот сојуз рече дека нема да оди по ниедна цена на 5 јуни на избори и покрај тоа што мој личен впечаток беше дека нашата поддршка на терен беше огромна, баш со тие испровоцирани аболиции, граѓанскиот револт, но принципиелноста дека додека не се направат изборните реформи, односно прочистување на избирачкиот список целосно и реформите во медиумите, нема да се оди на избори. Значи, доследно го кажавме тоа и обстојавме на тој став без оглед на сите притисоци што беа заради тоа што имаше укажувања со тоа што Груевски поднесуваше листи, се правеа, сето тоа беше своевиден психолошки притисок и врз нас, но обстојавме. Понатаму, цврстиот став дека нема да попуштиме во смисла да аболициите останат, ние обстојавме на тој став.
Значи, можевме комотно да влеземе заедно со ВМРО и со ДУИ да си го изгласаме овој закон, кој што јас како правник тврдам дека е проблематичен и дека некогаш во догледно време ќе ги видиме проблемите од тој закон. Обстојавме на ставот дека не сакаме половични решенија кои што ќе значат проблем околу тоа дали ќе бидат повлечени Ние сме прашуваме што во иднина, кој е значи, планот тоа за е консистентноста. Тоа констатираме што се случило. Но како ќе изгледаат понатамошните чекори на СДСМ? Инсистираме на целосното завршување на процесот со аболициите, така што прво ќе почекаме Ѓорги Иванов да име до 18 јуни има рок да целосно да ги повлече или не, и покрај тоа што сметаме дека и тоа не е најстрикно решение, најдобро би било тоа да го завршиме преку автентично толкување што ќе ги поништи сите аболиции целосно, а потоа лидерот Заев ќе излезе и ќе ги презентира мерките кои што има мерки. земеме. Да, но не ги откриват. Пак со него ќе расправаме. Да. Добро, јас благодарам што. Благодарам.